Добар ден! Денешниот рецепт верувам дека сите мајки многу ќе им се допадне. Инспирацијата добив од оние обични колачи кои ги правиме секој ден, меѓутоа малце ќе го зачиниме со овошја кои имаат многу антиоксиданси во себе. Денеска ќе направиме рецепт за банана леп, кој се прави исклучиво од банани, кој се пече во рерна, многу е брз, а ќе испечеме малку овошје со јогурт за вашите деца да бидат заинтригирани. Ќе направиме на совршена комбинација. Се гледаме наскоро во кујната. Како што ви кажав, денеска ќе ви подготваме рецепт кој многу мајки ќе го обожаваат. Леп од банана, нема да користиме млеко, ќе користиме минимум нездрави сосеки и ќе направите на совршен доручек или вечера кој вашите деца ви ветувам дека ќе го обожаваат. За да го подготвиме овој оброк, ќе биде благуњав, ќе направиме, потребни ни се банани, потребно ни е прашак за пecivo, малку интегрално и малку обично брашно, неколку јајца, мед, суво грозје и добра волја да го направите. Ќе почнеме со 4 банани. Бананите ги лупиме, ќе ги ситнеме ситно и ќе ги пуштиме да се вртат во миксерот. А овој оригинален рецепт ми го даде другарка ми Сашка. Ти кажа дека еден од ретките рецепти што знае да ги подготвува. Јас малку го изменив, додадов интегрално брашно, се надевам дека ќе се допадне. Ти кажа дека навистина сакам да се консултирам кога правам одредени рецепти. Бананите ќе ги измечиме со вилушка. Или уште подобро со гмечалка за пире. Ќе ги изгмечиме за да направиме малку како каша, а потоа ќе ги ставиме во миксерот за да се добие на пена. Уствари бананите ќе бидат единствената течност покрај јајцата во овој колач. И потребно е да ги изгмечиме за да достанат во течна состојба. Доколку имате блендер, може и во блендер да го направите тоа и сакате да скратите време. Јас како што ви кажам, можам да гмечам, да притискам, да чукам зачини. Се она што може да се направи рачно, да вистина сакам да ви го покажам во емисија и уживам додека го правам тоа. Во ние привлече мирисот на бананата. Од сите овоше само банана сакам. Бананата ќе префрлиме во садот за миксање и ќе ја пуштиме неколку минути да стане во течна состојба. Се ќе направиме во миксерот, ќе го додадеме и брашното и кога веќе ќе добиеме таа смеса која е малку погуста од она за мафини, ќе префрлиме во чинија за печење. Ќе додадеме малку масло, нашето масло брилјант, многу малку, околу третина шолја. Го додаваме бидејќи има неутрален мирис и вкус. А не знам дали знаете, едно од бренд број 1 на сите потрошувачи на нашиот пазар. Затоа го користиме во нашата кујна. Бананата веќе станува во течна состојба. Ќе додадеме мед. Вие додадете онолку колку што сметате, јас ќе додадам неколку лажици.
Многу мразам да мерам. Знам дека сме на камера и кујна и се останато, меѓутоа многу мразам да мерам со лажички мерици. Секогаш тоа некако по емоција и по сензибилитет го дозирам и ретко грешам. Меѓутоа, веројатно тоа се стекнува со времето, поминато во кујна. Нашите банана и медот се соединија, ќе ставиме 2 јајца. И ќе матиме уште малку. Веќе добивме течна структура на бананата со јајцата. Ќе чекаме да се соединат. Ќе додадеме прашак за печиво, 1 пакетче. Ќе додадеме неколку ванилини, ванилин шеќер или екстракт од ванила. И ќе започнеме со додавање на брашното. Купна количина на брашно која треба да додадете е околу 250 грама или една поголема шолја. Јас денеска ќе додадам 1/3 шолја бело брашно и 2/3 шолја интегрално брашно. Ја додавам лажица по лажица. И ќе набиеме облак од брашно. Меѓутоа смесата е совршена. А мириса божествено. Кој додаваме интегралното брашно. Доколку може да ме видите од целиот овој облак од брашно. И тоа е готвењето. И тоа е убавината на готвењето. Да бидете замачкани, нели, да ви течат, да ви паѓаат работи. Доколку се е совршено, подобро да идеме во ресторан. Нашата смеса е скоро готова. Уште малку неколку пати да се проврти и ќе ги додадеме останатите додатоци. И се надевам дека ќе ви се допаднат. И тоа е тоа. Оваа смеса за жал не може да ја излижете, бидејќи има многу брашно внатре. Дори ми е жал. Ова е нашата смеса за лебот од банана. Уште малце да ги собереме сите состојки од лебите. Внатре ќе додадеме неколку малку кршевни ореви, бидејќи сакаме да имаме крцкава структура кога ќе гризнеме, бидејќи ребот ќе биде многу мек и нежен. Ќе ги додадам така рустично. Можете и мелени доколку сакате. И ќе додадам околу 100 грама суво грозје. Мириса на божик. Знам дека уште сончево надвор, меѓутоа овој рецепт баш потсеќа на божик. Не католичкиот можеби. Ние имаме други рецепти и традиции. Идва чекам да дојде да ви ги покажам. И на крај ќе ставиме малку боровинки. Ќе го обојат тестото фантастично. Многу малку. Неколку лажички. За да имаме, еве видете каква прекрасна боја. И тоа е тоа. Ставиме повторно малку масло во калапот.
Убаво ќе го премачкаме. Ова е силиконска модла, доколку сакате можете да го печете и во метални садови, меѓутоа секогаш металните садови треба да ги премачкате и да ги обложите со хартија за печење. Силиконските модли не го бараат тоа. Ќе имаме убав куглов. Смачкаме. Ќе ставиме малку брашно. За да се набрашни целиот калап. За да можеме полесно да ја извадиме. И на крај ќе истуриме целата смеса рамномерно. Ќе добиете шарено тесто. Бидејќи бровинките само на неколку места ќе се растопат, ќе биде прекрасно. Оди во рерна на 180 степени околу 25 минути. За тоа време ќе ви подготвам едно прекрасно печено овошје кој оди како прилог на овој банана бред. Додека нашиот банана лев се пече во рерната, ќе ви подготвам едно овошје. Овошјето не мора да се обработува термички, меѓутоа во овој случај јас навистина сакам да го обработам, од причина што сакам да го карамелизирам сите овошни сокови да се измешаат и да имате прекрасен топинг врз, односно нешто што ќе ставите врз парчињата на банана левот. За да го подготвиме, ќе користиме сезонско овошје, доколку овој рецепт го правите во пролет или во есен или во лето, искористете ги овошките кои се достапни во тој период. Јас денеска имам половина крушка, јаболките се од село кај баба ми. Секоја година не ги праќа, затоа се така малку црни, меѓутоа си имаат совршен органски вкус. Имам праски. Праските се баш онака зелени праски, бидејќи кога ќе ги испечеме, тие ќе пуштат одредени сокови, ќе се карамелизираат и ги имам целото тоа бобесто овошје кое ни го дава природата во есен. Капините се од кај мене во двор. Ги видовте, се надевам дека за следната година ќе успеам да фатам да направам и расад на малини. Овие малени боровинки ги купив од пазар. Некој ден ќе ви направам и прекрасен џем. За да го подготвиме овој рецепт, ќе ни треба едно тавче. Нема да го подмачкаме со ништо, апсолутно со ништо. И ќе почнеме да сецкаме едно по едно овошје. Ќе почнеме со јаболко. Грубо, на големи коцки. Бидејќи сакаме децата, или ние, зашто па само децата, да имаме што да загризаме. Готвењето дома не захтева многу вештини. Секогаш може да направите нешто што изгледа убаво, што има убав вкус, само доколку го потребите креативност. Ова му доаѓа како некој полупечен мармалад. Ќе ставиме уште една јаболка. И останала половина крушка. Ќе ја ставам и таа. Овие се баш есенски крушки, цврсти и прекрасно ќе се испечат. Ќе ставиме праски. Има нешто во зимските праски. Немаат така благ вкус, меѓутоа се одлични за џемови и за одредени печени рецепти. Праските знам да ги замрзнам, да ги сечам на парчиња, да ги замрзнам во кесички, да ги извадам и зимно време да го направам овој рецепт. Бидејќи кога ќе ги замрзнете праските, тие ќе се распаднат малку, меѓутоа ставени во ваков рецепт, ќе совршен оброк. И многу витамини за вашите деца зимно време.
Ова овошје ќе го полееме со малку лимон, бидејќи сакаме да ја задржи својата боја. Да не потемне, да не оксидираат крушата и јаболкото. Ќе ставиме само половина лимон. Убаво ќе го измачкаме целото овошје, бидејќи сакаме да ја задржи својата убава боја. Кога ќе го послужиме со нашиот леп од банана. На истиот начин се прави мармалад, само што веќе го мармаладот се пече многу подолго време, а ние ова ќе го испечеме само 15 на минути, само да почне процесот на распаѓање, да се активира шеќерот внатре, да се карамелизира и да добиеме совршено мноштво на бој. Одзгоре ќе ги ставиме малините. Кажете ми дека не изгледа прекрасно. Капините од мојот двор. Течен сталдово овошје. Ќе оди прекрасно со како прекрасен сос и на крај боровинки. Овој контраст е совршен. Не знам за вас, ама јас сум многу возбудена. За да го зачиниме нашето овошје, ќе направиме уште едно нешто. Ќе ставиме павлака. Тука имам 2 цели павлаки, односно околу 200 мл павлака. Обична павлака, кисела, која ќе ја изматиме со шеќер во прав. Ставиме 4 лажици шеќер во прав, бидејќи дозгоре ќе наросиме малку и обичен кристален шеќер. Шеќерот во прав ќе направи еден сируп, односно благ јогурт. Кој е совршена оваа комбинација. Знам дека многу често потребувам совршена, ама тоа на вистина совршено изгледа. Јогуртот со шеќерот во прав, само рустично како топки, ќе го ставиме насекаде во овошјето. Нема да го мешаме, сакаме да се потпече и да се измеша со прекрасниот сируп од овошјето. Идете па друг пат пак купете овошен јогурт. Ова е тоа. Само со реални состојки. И на крајот, знам дека не е многу здраво, меѓутоа ќе употребам многу малку шеќер, бидејќи сакам да направи како крем бруле одозгора, односно да се карамелизира и да подгори. Ете го. Нашето тава полна со овошје, оди 15 минути во рерна, односно кога ќе видите дека почнува да подгорува, овошјето да пушта сокови и веќе се прави тој прекрасен овошен сируп, го вадите од рерна, ја сечете лебот од банана, ставате прекрасна, не знам, еден куп од оваа прекраснотија и уживате во секој можен витамин од оваа прекрасна тава. Се гледаме наскоро. Моето лепче од банана е веќе готово. Повеќе личи на калач. Го направив во куглов и се надевам дека ви се допаѓа. Исто така готово ни е овошјето. Јас ќе завршам со послужување. А ние веќе се гледаме во следната емисија на Маја готви.